Тензиите на Косово се смируваат, а и да има слична ситуација во иднина, таа нема да биде со таков интензитет за да може да ја загрози безбедносната состојба во Македонија и во регионот, вели претседателот Стево Пендаровски. Тој посочува дека македонските институции будно ја следат состојбата и оти соработуваат со КФОР и со меѓународните фактори. Значи, во овој момент, трендовите, да повторам, се во надолна линија, трендовите за загрозување на безбедноста, состојбата се смирува и проценките за еден кус временски период, бидејќи таму долгорочни прогнози не може да се направат, неблагодарно е, со сигурност да знаете, што ќе се случува, е дека и да има тензии со сличен карактер, сличен профил и слични пропорции, тие нема да бидат такви за да загрозат безбедноста на околината на Република Косово, особено нашата држава. Пендаровски како врховен командант денеска за прв пат го посети Министерството за одбрана и Генералштабот на АРМ по изборот на функцијата. Министерката за одбрана Радмила Шеќеринска вели дека нарушувањето на безбедноста кај соседите секогаш има последици, но оти со членството во НАТО Македонија добива дополнителни гаранции. И наместо само да стравуваме, ние како држава и како влада решивме да действуваме. Затоа во 2017 го ставивме фокусот на нашето членство во НАТО, за да обезбедиме нашата држава да има дополнителни безбедносни гаранции, дури и во случај на регионална нестабилност. Председателот Пендаровски вели дека идејата за размена на територии или корекција на границите меѓу Србија и Косово е анахрона идеја која не може да донесе ништо добро. Бидејќи е неодговорно да се разговара за една во суштина грозна идеја за размена на луѓе и територии во 21 век. Последен пат таква работа се случувала со подршка на големите сили пред околу 1 век, 1923 година. Прашете ги Грција и Турција, ден денеска влечат последици од таа размена на луѓе и територии, че не можам да замислам дека може нешто пострашно да се случи ако некој стварно мисли сериозно да влезе во екзекуција на еден таков проект. Тензиите меѓу Косово и Србија се зголемија во изминативе неколку дена по акцијата на косовските специјалци и апсењата во северниот дел на Косово претежно населен со срби.